12 години, за чие следење неопходен е надзор од родител или старател. Последна будно помината ноќ. Нормално е на човек да му се спие, а не можам да легнам да спием, зашто докажано е дека во моментот на будење постои најголема желба за спиење. Ајде јас да го разбудам господинот. Колку е тоа смешно. Собата на господинот е овде, а собата на господјата онде. Па добро, најпосле зошто се венчаваат? Ма изгледа така се прави во високото општество. Хајде јас да го разбудам него. Хајде господине, време за станување. Разбудете се и се молам. Кревето не е настуден. Господинот ноќте е минал надвор, а неговата кутла женичка се уште спие. Тоа не е добро. Тоа не е добро, тоа воопшто не е добро. Па што да се прави сега? Да, господи, повелете, да. Господинот стана? О, да. Не. Што да не? Вие сте збунет? Јас збунет, напротив, ако што познава господјата, јас збунет. Нека чувајте се горе, ви се молам. А зошто? Па зашто? А господинот е Болен, па тоа е моја должност. Напред го гледам болен, јас малку претерувам. Сега се е таму отворено, јас чистев. Праши да прозоци, знаете како? Вие сте чистеле кога мажот ми е болен. Што зборувате тие? Столи се што може. И тие? Па да. Леглото не е растурено, тие? Навистина? Навистина? Значи, маж ми е минал ноќта надвор, тие? Не знам јас откако. Да, моите комплименти, тие. Господинот убаво ви ги плаќа вашите добри услуги, да? А јас сакам само да ја поштедам господјата. Да, вие многу се чувствувате 6 месеци по свадбата, само 6 месеци. 6 месеци по свадбата. Кутлата женичка. Ма за вакви работи јас сум безобзирен, нема кај... Кој е? Отворете, че јас сум. Тој е господинот, веднаш! Господинот ја минал ноќта надвор. Да, господјата знае нешто. Ма таа што туку беше тука и колку што можев да забележам по нејзиното лице. Била тука. Да. Тој Господине, тоа не е добро што го правите вие воопшто. А господинот кога би сакал да му поведува е свој пријател. Кој пријател? А јас, господин. Ајде ме молам да си го запазувате остојанието. Пријател. Молам. Леле, каква ноќ. Каква ноќ. Спиев долу на купа на скалите, се смрзнав. Нема повеќе да ми се повтори да одам на бал во операта.
Господинот бил на бал во операта. Бев. Кој ѓавол ме тераше да одам на бал во операта? Небото ми е Небото ми е сведок, не сакав да одам таму. Ама што има едно демонче се вика Господја Обен. Прави од мене што сака. Значи, најопасно е да си има како пациентка убава жена, а при тоа омажена. Најопасно. Операва Каприц. Ми вика во 2 часот по часовникот, чекајте ме во 2 часот по часовникот. Во 2 часот по часовникот значеше чекајте ме залудно. И јас си чекав до 3 како идиот. Кога видов дека не доаѓа, заминав бесен. Доаѓам дома, цврц, немам клуч. Сум го заборавил со моите секојдневни ситници. Ако звонам, ќе ја разбудам жена ми. И така разочаран се решив да ја минам ноќта на клупа. Само оној што минам ноќ на клупа може да свати како е тоа. Се смрзнав. Уништен сум. Едно румче со чајче, јас да... Тука сте. Ти како спиеш, Леля, ама си свежа, злато. А вие? Јас имам работа. Работа има фенерца. А каде ја минавте ноќта? Молам? Велам, каде ја минавте ноќта? Чекај, злато, не ти кажав вчера кога те оставив, не ти кажав, јас сум кај господин Басине? Таму ја минавте. Ти не знаеш во каква состојба се наоѓа господин Басине? Навистина. Многу е болен, злато, многу е болен. Во црна обувка бевте. Добро, злато, види, ќе ти објаснам, види. Господин Басине е толку многу болен, така што, злато, најмала возбуда може да го убие. И моравме многу доктори да организираме седенка кај господин Басине во црна облека. Сите бевме и игравме, пеевме, злато, околу болниот, ама така мора секојаш се користат разни методи. Злато. И така тоа е изгубена? Изгубен нема да стане повеќе, злато. Ја ти велам, не стану. Господин Басине? Види го, бе, злато. Добар ден, докторе! Што сте станале вие, бе? Што добар ден, докторе? Знаете ли колку сте болен? Јас? Да. Никогаш во животот. Како сте, господин Басине? Како што Како што гледате? гледаш, злато? Гледаш колку му е лошо, многу му е лошо. Ама зашто сакате господин Басине да е болен кога ти Чекај, вели злато, дека... чекај, откај знае господин Басине? Доктор ли е господин Басине? Ти велам, тоа е изгубен. Најде, легнујте. Јас сум изгубен. Тоа е затоа што баш ми е минал ноќта крај вас, господине Басине. Тој ја минал ноќта крај мене? Да, и вие тоа не сте го забележали. Злато, обулило е, пушти го, пушти го. Ајде, господине Басине, чувајте се добро. Вие имате изглед на човек во агонија. Хронична агонија е тоа, Злато. Хронична агонија, многу е опасно. Бегај, бегај, Злато, заразно. Јасно те лаже секи, кажам на мајка ми. Ивор, чекај, Ивор, Злато, Злато, чекај ме, Злато. Злато. Па што лажете, бе, што лажете, бе, господин Баси? Јас? Немате смисла да разберете полузборови. Што да разберам? Положбава што да разберам? Каква положба? Ако сум ве ставил, господин Басине, во агонија, тоа значи дека можете малку да бидете во агонија. Молам? Каква потреба имавте што ми дојдовте? А зошто? Па малку да бевте потактичен и да не дојдете, а? Сакавте да одгатнам? Да одгатнам. Утредента по балот во операта не се оди кај луѓе кои ве зимаат за изговор. Ако ми кажевте. Ако ми кажевте точка, ставите точка на крајот. Да, точка, секој се става точка. Дај после што сакате ви? Еве што е. Вие знаете дека има 1 година од како го добив наследството. Што сте добили? Добив наследство од војко ми и купив куќа во Париз, во Сен-Дени број 13. Па бидејќи моите апартмани тешко се издаваат, а вие имате многу пациенти, дојдов да ве замолам да се погрижите, да сторите нешто, да издадам неколку. И вие за ова ме следите дури до... Ама вие нема ништо да загубите, знаете, моите апартмани се влажни, не а јас ке ви лиферувам муштери. Море одете вие по ѓаволите, вие верувате дека јас ке ви ги издавам вашите нездрави апартмани, тоа? Не сите, не сите. Имам еден мал меѓукач, целиот е наместен, прилика, оказион. Во него живееше една кројачка. Тоа е една многу интересна приказна. Замислете дека не ме интересира ни приказната, ни кројачката. Бе, што да ја правам на кројачка? Ама тоа не се однесува на кројачката. Знам дека не се однесува на кројачката, ама да најдевте некој друг повод да ми говорите за тоа. Сега ли најдовте, што и направите на жена ми, на мојата кутра жена? Вие сте оженет. А јас за жал ја загубив жената. Дотолку подобро, дотолку... Како до толку подобро, до толку подобро? Добро да е дотолку полошо, дотолку полошо. Ај, вие нема да ми поверувате. Што? Таа ми отиде за 5 минути. Ало, ја удри давно? Не, отиде за еден офицер. Зашто? За еден офицер. Ја оставив
на паркот во клупата. На клупата и реков, душички чекај да појдам да купам цигари. И кога се вратив, повеќе не ја видов. Добро. Ама, знаете, Кој? Господине, тоа е господјата вашето тешто. Леле, тешто. Ај, би право. да се договориме за мојата апартман. Zete! Tararara! Dojdo! Куфетче толку може. Ne, nema potrebe je. Zlato, mamino, prekrasno. Zete? Pa zar vam nema da me pozdravite? Kako ste vi, Pa kako ste vi? Dragi moji deca moji, kako ne plaći, mama, ne plaći. Dobro, to je od rada što me gledam. Kutri od mulino oslave. A ti naprotiv, o zlato, mamino. Mulino, Da? brakoc ima svoju babinu, Kako ne ne, bi? mama, kako ne? A zašto ste vi danas vo crno? Će odite na pogreb? Ne, to je za vas. Kako? Za moj pogreb? Ne, da vi napravim često što ste došli. O, dragi moj mulino. Gospodin od saka da kaže дека бел креден свој болен. Еден болен што има хронична агонија, да. Vi ste noke, Nema neka mama, nije to koga ima. noke. Ивон, па зошто не му правиш чаеви намажат ти? Маш мисли лекува ке своите болни со нивните кореографски консултации, да? А зашто си ти толку жестока со Не ли е својот жестоко, маж? мама? Ужасно е жестоко. Знаете ли што ми прави? Чекайте, овде сега пред мене кавга ќе Не, има. не се караме, ама има луѓе стануваат на лева нога, ете тоа. Да, има други што воопшто не стануваат. Воопшто не стануваат. Драги мој зете, Кажете. за да се спасат сите несогласувања во бракот, не треба ништо освен што? Освен тешта, драги мој. Тешта, да, како не. Ивон! Тешта, Ивон, тешта. злато. Средство за прочистување, тешта. Етиен! Етиен! Да, господине. Речете се кај мене, земете ја мојата домашна наметка и облечете. Како мо? Земете ја мојата домашна наметка и облечете. Што е? Како? О, благодарам, господине, вие сте многу добар. Вие сте прекрасен. Па да. Што сум толку добар што му ја барам својата домашна наметка? Јас сум овде. Ајде, влегувајте таму, ајде. Чекам. Тука, да повелете, тука. Кој е тој господи? Елен болен. Па зошто го бркате тогаш? Па има заразна болест. Како? Да, фатил заразна болест и не може да се ослободи никако од неа. Да, мама, во тој болен има нешто многу интересно. Тука мора да има нешто уште поинтересно, ама морам да ја распрашам. Ивон. Драги мој зете, Кажете, мамо. оставете ме малку насамо со ќерка ми. Имам нешто да ја кажам. Кога е жена ми вака лошо расположена? Да. Што имаш ти толку против својот маж? Мама, Што, мама? мама, многу сум несреќна, мама. Навистина? Да, А зошто? затоа што маш ми ја мина ноќта надвор. Кога тоа? Па оваа ноќ, може би и други ноќи без да забележам. Како без да забележиш, Ивон? Па мене ми се чини дека тоа се гледа, мислам, особено ноќе. Како се гледа, мама, како се гледа? Како, Ивон? Каде е вашата спална? Која, мојата? Да, твојата, неговата, вашата. Мојата е овде, а неговата е таму. Како тоа твојата овде, а неговата таму? И тоа по 6 месеци брак? Па така е веќе подолго Ивон! време, мама. Па тоа е голема грешка, злато мое. Па добро, знаеш ли ти дека заедничката спална ја спасува брачната верност? Да? Па тоа е силата на те стабилни бракови. Дете мое, па тоа е елементарно, тоа е математички докажано. Ау. Кај да знам? Добро, ајде кажи ми, ти се сомневаш ли во нешто? Во што се сомневаш? Ништо, не Па не знаеш нормално, дека не знаеш, мислам знам дека не знаеш. Вчера е најдо во джебот, а не го ги од Господи Боже, нашла ракавица и готово. Женска ракавица. Да. А тој е знак. Господи Боже, а гледаш ли во неговите писма? Няма да види. Сите жени го прават. Ајде остави ме малку насамо за... Драги мој Молино! Оде. Видете, јас имам многу да заобиколувам. Кажете. Ја познавате ли вие оваа ракавица? Кај е најдостојно? Знаете ли колку ја барам таа? Не ги бај. А чија е оваа ракавица, Молино? Чија?
Да, чија? Ваша? Да. А толку малечка? За да ја стеснам раката. Мулино, ова е женска ракавица. Така изгледа мама, зашто е на влажната врнаш и се стеснила. Се стеснила? Да. А што е тогаш со должината? Точно, тоа е од водата. Секогаш се добива ист ефект. Се она што е изгубено во ширина е добиено во должина. Да. Исто така и вие би биле кога би биле на влажната. Добро. Да го видиме бројчето. Знаев. 6,5. Мама. Мулино, 6,5. 9,5, тоа водата ви го превртела бројчето. Мулино! Ма вие мене ме сметате за глупачка? Па не до толку сега. Ау, јас морам да ви кажам дека сте вие еден одвратен маж. Мора? Вие се однесувате како развратник. Ги минувате ноќите надвор и чувате женски ракавици по вашите джебови. Ви кажав, тоа е од влажноста, мама. Ако ја изневерувате керка ми, знаете дека ќе работа со мене. Нели? Нели? Вие знаете дека сте женец? Знам. И така вие нас не уверувате во вашата верност. Пардон, не ве уверувам вас? Според законот, жената е должна да го следи својот маж. Значи, драги мои зете, ние вас ве следиме. Законот вели жената, а не тешната. Тоа е пропуст, зашто не се сетиле на тоа. А вие сте еден изопачен зет. Вие сакате да ја одделите керката од незината мајка. Море сега. одете вие, поѓаволите да ви Како кажам. молам? Вие дојавте тука да ми се подбивате, а? Јас? На крајот на криштото јас сум си господар на своите сметки. Не полагам сметка никому и вие ми ја пукнавте главата. И дојдете малку да се прошетате надвор. И уште се вели дека тештите се тие што почнуваат, нели? Па ќе видите, драги мои зете, дека јас многу значам во оваа куќа. Ќе видите. Само сте се обиделе да ми направите еден мал проблем во брак. Нели? На тоа токму вие ме терате, Јас? токму вие. Не, дефинитивно. Сите мажи на овој свет се исти. Исто како оној мој со неговата светица мајка. Не. Сега, како да ја минам ноќта овде? Нема, јас нема. Јас нема да ја поминам ноќта овде! Морам да си најдам некој за солниште. Ке си најдам некој наместен апартман. Ма како не доаѓав превид овде јас да ја минам ноќта, повеќе ни 5 минути. Пардон, вие барате апартман? Можам да ви услужам. Заразениот. Имам- Ами сега. Имам еден мал наместен меѓукат. Не! Велика оказион. Овде во близина се издава веднаш. Навистина. Да, Сенкери број 13. Одлично. Еле. Ами сега. Не. Да, ќе се фати. А вие таму ли живеете? Јас? Да. Не, таму живееше една кројачка. Тоа е една многу интересна приказна. Замислете дека Само уште кројачката... едно прашање ве молам. Да? Дали е хигиенски? Мислите за живење? Да, не, па зашто друго? Па понекој се издава за да се прави глупости. Како молам? Ве уверувам дека е хигиенски, како и сите апартмани, така што ништо не може да му се забележи. Ќе го посетиме уште денес. Довидување, господине, уште денес. Етиен! Драги мои зете, јас си го отстапувам своето место. Довидување. Така, мама, што ви текна така од ненаде. Мама! Кажете ми, ви додева дебелата? Кај сте бе, вие, господин Марсине? Вас ве барам, вие ми треба. Мене? Да. И тоа е прв пат некој да чуе. Размислив за тоа што ме прашате. Да? Да, го земам под најм вашиот меѓукат. Да! Тогаш ќе можам да ги издавам со надавање. Имам потреба од такво нешто, господин Василе. Да? Добро е, вам ќе ви го кажам, вие сте дискретен човек, ама ако сум чул нешто, господин... Имам љубовна врска. Олеле! Ама уште е платонска. Да? Со една омажена жена. Ми беше пациентка долго време. Што имаше таа? Немаше ништо, на крај јас сепак ја излечив. Незиниот маж, што вели на сето тоа? Незиниот маж, видиш. Мажот не е битно за мажот и мажот. Но најмот за апартманот е... 250 франци. О, за една година, одлично, го зема. Пардон, 250 франци на месец. Веднаш покачувате, господине. 250 франци. Добро, ајде, веднаш, го зема. Од кога? Од сега е. Па поđаволите таму се уште не е суредено, знаете? Добро, ама подоцна таму се се суредено. работите на кројачка. Добро, немој за кројачка. Тоа е една многу интересна Подоцна, приказна. господин Василев, Замислете подоцна, дека изволите. кројачката
Господја Албен. Прегутаво да го приготвите договорот за апартамент. Само да знаете дека таму се уште не е стореден. Полоста ќе суриете. Ете, вам. Значи вие ми ја носите наметката. Па господинот ми рече да ја носам и јас се И носам. добро, Одлично. носам. Еве го ѓаволчето. Добар ден. Така, вие значи ќе ме носите на опера Сузана? Повелете. Драги мој, почена сум. Зошто? Се надевам дека маш ми ќе лепо своја работа и ќе бидам слободна, но цела вечер тој не ме напушти. Знаев дека е такво нешто. Неколку дена ми придружува на секаде. Да? Да. И овој час тој е долу и ме чека во колата. Долу? Што бара долу? Ништо. Тој сакаше да се качи, но јас му реков да остане. Одлично сте сториле, не сум Но. заинтересиран да се запознам со вашиот. Може да повелете овде, повелете. Да. Повелете. Повелете. Јас сум мировна што ги слушам вашите изјави. Немојте да верувате во тоа, ве молам, немојте да... Но сега веќе доцна, не? Многу е доцна, Сузана, многу е доцна. Вие знаете дека ова ми се случува за прв пат. Знам, јас сум особено радосен поради тоа, но слушнете ме. Овде не ќе можеме повеќе да се наоѓаме. Зошто? Видете, прегледиве се добар изговор, но тоа не е вечно. Овие што ме обкружуваат ќе почнат да ги осетат вашите зачестени појави овде. Да, тоа може да се намириса. Може да се намириса. Ние би можеле, например, да се најдеме денес во еден часот на еден неутрален терен. Молам, Да се најдеме во еден часот на еден неутрален терен. терен. Да. Пурин, повеќе би сакала еден малечок апартман, како во романите на Бурже. Точно, има малечок меѓукат, Сен-Дени број 13. Сен-Дени? Број 13? Број 13. Ние би можеле, например, денес во еден час да се најдеме таму. Не. Не, но јас сум во Стапица. Зошто сте во Стапица? Јас сум уверена на мојот маж. Па кој би смел да каже нешто спротивно, бе, Сузана? Добро, значи, денес, во еден часот, Сен-Дени. улица Сен-Дени, Број 13, број 13, меѓукат е тоа. Вие знаете дека ова ми се случува за прв Па пат. знам како не знам, Сузана. Господине, господин Обен, Вашиот маж? Па реков дека не сакам да се запознам живо со вашиот маж, зошто сега? Добар сте! Што туку си символ? Ако злато, ако. Оди кај работа, јас веднаш ќе те стигнам, само малку да се поконсултирам со докторот за моето нежно здравје. Ајде бркај работа, Злато. Да, повелете. Слободен сте вие. Анатол, не, Бидејќи бев долу, па си кажав, ај кога сум веќе долу, нели, и да се качам и да се посоветувам малку со вас. Замислете во последно време јас имам крварење од носот, и запирање на крвотокот. Ке ми запре крвотокот и точка, не ќе да тече. одлично! Многу добро! Како? Ставете клуч на вашата трапезарија. Вие сметате дека тоа доаѓа од јадењето ли? Најмногу да. И трпезата ли сега по ѓаволите и морските длабочини? И останете Кажете. час и половина со носот и устата нуднати во леген пол со Нурнати во... вода. Добре. Се извинувам. Како да дишам, Да дишам. Останете час и половина со носот и устата нуднати во леген пол со вода и тоа е се тоа лечи радикално. Ама имам уште еден проблем. Погледнете го мојот јазик. Ми се На мојот е подолг. А вашиот е подолг, докторе? Докторе? Јас не сум докторот. Јас сум неговиот асистент. Асистентот на докторот. Асистентот слугата. Слуга? Да. Слуга? И ти се дрснуваш да разговараш со мене? Јас воопшто не сум вообразен, се извинувам, јас разговарам со сина. Добра да ми е. Со слуги ќе разговарам на моите...
Jelena, koga sum ja dal na vetkata, budala човек. Baš mnogo. Все още не ви я разказах приказната за кроячката. За кроячката. Това е една много интересна приказна. Седнеме и ќе си разкажеме се за кроячката. Се извинувам, че направих една забуна. Извинете, господин докторе. Момент! Не сум јас доктор. О, не сте доктор. Не. О, извинете. Нема проблем. Извинете. Може да е некој болен. Болен. Извинете. Еве го докторов. Господине, Да? јас ви должам извинување. Молам? Во врска со наметката, ете се случи една глупава забуна, јас ве помешав со вашиот слуга, разбирате, и наметката вам. Дозволете ми да ви разкажам една много интересна приказна във връзка с една кроячка. Замислете, имах една кроячка за кирачка и трябва да се изсели без да плати. Ќе се набрано, пак ќе ми разкажете друг пат. Ајде, довидување. Дозволете ми да ви разкажам една много интересна приказна във връзка с една кроячка. Ма една таква приказна имаме и тука ви се молам. Си ono. Ова е луда куча. Брат, ама не се затвори. Ке треба да се не да му кажам. Господи, јас се извинувам, а мене ми кажа дека... Купла. Да, точно. Бивш апартман на една кројачка. Па си не ме предупреди. Чуја да го видам апартманче. Пријатно. Сега Сусана, која ќе твојте има да биде. Много убава. Лошо е ова што го правам. Што можам кога крај се бивам шармантна љубовница како Сузана? Имам грижа на совест, ама тоа воопшто не ме загрижува што имам грижа на совест. Сузана. Дојдете, поведете. Това сум јас. Поведете, влезете. Вратата не се затвора. Па, ништо ќе ставам стол на врата. Може некој да влезе. Нема опасност? Каква опасност, Сузана? Ако некој не види би била виновна. Па ние сме апсолутно сами овдека. Сами? Сузана. Дојдете овде, не. Дојдете. Зошто треперите така, што ви? Што така ќе ми помине. Дојдете, поведете. Тука. Да, седнете. Да се ослободиме од вашето фустанче, например. Не! Што? Не смеам да останам долго со вас. Анатол е долу, може би ќе се качи. Кој е долу? Анатол маш ми. Тој се уште ми придружува. А чекајте, сте му кажале за оваа работа? Да? Па че много глупо, па како сте му кажале, па не се пратови работи така, па Молина, му кажав дека ќе одам кај мојата кројачка. Бидејќи знаем дека ова е токму бившата адреса на една кројачка, така ми дојде идеја. Леле, Сузана, ќе ме ослабите вие. Кажете ми дека ова што го правам не е голема лудост? Не бе, каква лудост. Вие знаете дека ова ми се случило за прв пат? Знам, како, не знам, како. Не може, да мажов ми пречи. Мисля, че дека паѓам во бездна. Молим, Молам? зашто сте така студен? Молам? Зашто бегате од мене? Не. Вие сте така студен. Јас студен? Да. Сузана, јас сакав бе животот кај вашите колена да ми помине. Крај моите колена? Да. Но, не ви верувам, покажете ми. Не ви верувам. Не ви верувам? Не. Еве ви доказ, Сузана. Се бербат направи. Не влегувайте! Аха, влегов, јас и тоа на 4 нозе.
Anatol! Se stodevam dolu, mnogo se stodevam dosadno, pa se kaže majke se kačam gore. Inače, brkajte si vi работа, ić kao da me nema mene. Лесно е сега тоа да се каже, мислам, како да... Иземавте ли мерка на жена ми, а? Господин, що тук ми го мереше струка? Да, струко? Да! Колко е струко? Струкот е, всушност... Ширината на струкот ја мерев, да. Колко е ширината? Много ме интересира. 110 е ширината. Колко е струко? 110! Мојот е 110. 52! Да, одлично, одлично. Сакам да кажам, обичај кај големите кројачи се зима двојно. И сметките двојно ги зимате? Не, злато, сметките тројно ги зимаме. Ај сега, Ето најде тоа не издвојува од малите кројачи, видете, еве, гледајте сега, гледајте, например, мерка од око, злато, без метро, да немате метро со вас нешто? Не, немам метро јас. А што вие немате метра? Метра? Имам многу метра, ама не ми се тука, моите метра тие се во ателјеата ми се. Моите метра не ми се тука. Сузана, многу е интересен овој твој кројач. Кажете ми, господине, како ви беше името? Ай, господин! Машен! Машен. Ама познато ми е тоа име. Па многу ни има со името Машен, многу е распространето името Машен. Физиономијата ми е позната. Да не сме се виделе некаде Не знам случајно. во некоја библиотека во јавна куќа, например. Знам. Мулино. Доктор Мулино. Па таму ве имам видено кај доктор Мулино, тој као парошто изгледа као инспектор, тој смешниот. Кај докторот на жена ми. Да. Ама ништо не вреди маката, мислам. Да. А имате право, шарлатане човек. Мон! Велам шарлатане. Немојте така, ви се молам, па тоа ми е доктор и јас го почитувам него. Ама да, имате право, па што зборуваме ние за него? Кажете ми, што им правите на жена ми, а? Ама ништо не правам на жена, зашто така мислите дека нешто и правам? Како ништо не им прави. Како ништо? И правам, видете, и правам еден фустан, многу добар фустан, така и правам еден фустан во многу свила, па целиот е така со многу крзно има, и така и со набори многу ќе има, и сето тоа ќе биде врз панталоните. Кои панталони сега? Панталоните се одоздола не се гледаат. Ќе биде интересно ова кажа набори, пердуви, се тоа врз панталони, а? А сакаш да си ексцентрична, а си ки? Господин Машер, Кажете, мате ли вие некој модел, јас тоа да го видам најде? модел! Мо има многу модели, ама не ми се тука, моите ателјеата ми се Чекайте сега, не може да се избира. Може да се избират, не може да се видат. Конкуренција, разбирате ли? Кога ќе се Како роди ќе овој? ги изберам ако не можам да ги видам, а? Добар ден, господо! Добар ден, мадмозела. Која е оваа жена? Не знам, ни во моја прв пат во животот свој сега е жена. Господја Диран, не е тука? Не ја познавам ни господја Дира. Која, господја Дира? Баш би сакала да ја видам во врска со мојата сметка. Каква сметка? Па сметка за мојот фустан што ми го соши господја Диран. Ау, господја Диран, кројачката не е тука, не е тука. Дон, вие ја познавате господја Диран, кројачката? Господја Диран, кројачката не е ортак. Одлично! Ако ви ортак, тогаш можам да ви се обратам. Јас сум господја Помпоне. Мило ми ја рекол Теодорове. Видете, ме молам, би сакала да ми направите попуст на мојата сметка. Попуст да ви правам на... Да вие ми пресметавте малку поскапо. Јас сум ви пресметал. Еве погледнете, еве ја сметката, погледнете. 340 франци за мојот мал фустан, па тоа е премногу, господине. Фустанот е од Од што е фустан? Шантон. Да, се сеќавам на вашиот фустан од Шантон. Тоа е прескапо, да. Колку да ви попуштам од... Па не знам сега, господине. 340 франци, например. Колку да ви попуштам, еве? Па не можам да кажам, меѓутоа, мислам дека 300 франци
bi bilo dovoljno. 340, odbivame 300 franci, ostanuva 40. Ne, gospodine, imate greška. Nemojte, Така gospodine. јас ги заокружувам работите. Gospodine, ja sam toga bi благодарна. Nema Da problem, vi kažem nema problem. iskreno, nikogaš ne može da poverujem дека nekogaš imam takav Nema popis. problem, Ovdje nema ste problem. prekrasni. Nema problem. I nam povtorno. Jeste vidite? Ni čista tolerancija, ne čista ova rabota. Kakov popust. Idem ni po... Au, moram da odam. Одете. Moram da odam. Moram da odam, zlato, Roza me čeka, ajde. Roza? A? Koja Roza, Anatol? Rekov ti Roza me čeka, koja Roza? Koja Roza? Rozevo, kažeš nešto Rozevo. Nabori, crno, perdovi, pantaloni i nekaj rozev detalj radi. Neka rozeva roza, na primjer, da se stara tako. Kako ne, cvet nekoj, nema problem. Možem, stegnete dobro, koliko vide razvijate. Stegnete ja dobro da ja Тоите ке стегне. Nisam napravite nešto ekstravagantno. Немојте да се секирате, не. Нема проблем до гледање. Ajde, dovidovanje. До гледање. Што ќе правиме сега? Ne znam, nije snima dobra kaša. Ево, добра каша сме. Што ќе правиме? Što? Što ќе правиме, кажете, што ќе Сузана, правиме јас ќе сега? бегам и ве уверувам дека ова повторно нема да ми се случи. Ма не може тоа така, каде ќе бегате, ме молам? Не може така, Мурино. Што, зашто не може? Затоа што Анатол верува дека вие сте мојот кројач. Па? Па тој може да се врати. Да се врати? И јас го познавам Анатол. Тој навистина може да ве убие. Да ме убие? Да. Зашто да ме убие? Па нема право. Па не е доктор да ме убива. Анатол. Леле, Сузана, во каква каша, неговка. Анатол. Поđa volit. Pa zašto stojite ovdje i potpirate vratati? Затоа што не ви сте затвара вратата, ете, затоа стојам тука, издавате разглобени апартмани, како не ви е срам, господин Василев. Pa jedan čas od kako vi iznedов i ne stignem da suredam. Ама има врати кои се затвараат, бе, господин Василев. Овде се влегува како во шума. Првиот лудак што ми доаѓа и... Кој? Што кој? Еве вие, например. Това nema никаква връзка. Впрочем, ќе му кажам на браварът. А от другото, кажете ми от другото, дали сте задоволен? Задоволен, Сузана, се извинувам, не сум сам. О, пардон. Јас се извинувам. Пардон. Простете. Вие воопшто не ми пречите. Јас немам никакви тајни. Господин Василев. Драги мои, туку што разбрав дека сум ја нашол трагата на жена ми. не, Замислете, ми кажаа за некоја госпоđа Басине во улица Бреда. Нема! Те šta vide? Кој? Сузана, пузани права. Ова е скандал! Чекајте никак. Скандал, Мурино! Ова е страшно! Пардон. Извинете. Простите. Чекајте. Alo! Lele, kakvo je? Ohoho! Dobar den, gospođo! Zarazenio! Dođam trgovina među kad odmorali da ste ovde! Извинете, морам да ви кажам дека е издаден. Kako to iz... Мама! Zete! Мама! Što pravite vi ovde? Мама! Što varate vi ovde? Оф, извинете, O! простете. Јас имам право да знам што барате Мама! ви овде. Мама! Внимавајте, можам и да ги предпоставам работите. Мама, јас сум кај господјата, моја пациентка многу е полна. Навистина! Гледајте! Ајде кажете дека сте моја пациентка. Да. Да? Да ли може да знам со кого имам чест? Гледате, господјата Гревил, мојата тешта. Лично! Обен, господјата Сузана Обен, ама што сте станали на Сузана, не се? Господјо, јас многу сум слушала за вас. Дали вие случајно ја познавате оваа ракавица? Добро. Во ред. И така, значи, драга господјо,
Moj odzet vas me lekova. Da. I naš mi isto taka. Na vistinu. Semen doktor. A od što boledува ваши оценет софруг? Од екзема. A što je to egzema? Кожно заболување што подоцна се комплицира со многу красти по кожата, тоа е последици од пораѓање. Od porađanja toj. Не тој, таа. Gospođo, vi ste, znači majka. Не, мама. Ne, ništa veće. Што? Маши кога разбрав дека има екзема. Крвта почнала да по цело тело да му прави кругови. Еден круг и уште еден круг и се Зашто кругови да му прави? И добил красти. И ајде бе, може би господјата Си одам, е готов. Си одам, а ако дојде керка ми, а вие кажете дека јас сум си заминала довидување. Драга госпоđo, довидување. Ама зашто не правите назад? Шви се враќа. Ама што се случува? Сузана! Ja volite! Kade? Ovo je skandalno! Никако скандал, ајде. Каде бе вие, што правите? Сете, Јас да влезам. нема никакво. Не. Вие ќе го пречекате господин Обен, тој ќе ме повара мене господин Машен, зашто за него сум господин Машен. Кажете му дека сум со кралицата од Гренланд, не сакам да го видам. И знам јас таквите. Тој е некој натрапник. А ово е сосема лут. Значи ќе треба да се преправам како доктор. Машен! Господин Машен! Господин Машен! Тука ли сте? Господин Машен! Господин Машен! Добар ден! Се извинувам, дали е тука господин Машен? Да, Господин Машен господин Машен. не е тука, тој не може да се види. Тој е невидлив. Докторе! Тоа сте вие! Докторе! Ама не очекував тука да ве видам на вистина, не... Да што па не очекував? Господин Машен многу често ми зборува за вас. Многу често! Да, баш пред малку зборувавме за вас. Кажете ми, вие ли го лекувате овој? Господин Машен, Да, лекувам. Докторе, кажете ми, многу ли е болен овој? Господин Машен! Вие сте го забележале тоа. Имам око, ништо не може да ми мрдне. Јас мислам Кажете. дека тој има бумбарче во мозокот. А има... Што има тој? Бумбарче во мозокот. Има бумбарче во мозокот. И треба да се тушира. Треба, Бога ми, да се тушира, има бумбарче во мозокот. Докторе, кога сте веќе тука, да ве прашам за мојот проблем. Докторе, да ви кажам, јас сум многу топол, си одвријам. Многу вријам, да. И да ви кажам, исто, крвотокот понекогаш ми забира и точка неќе да тече. Лошо, многу лошо. Да ви кажам, за тоа неодамна се советував со вашиот асистент Слуга. Да, и ми советуваше многу чудни работи. Знаете што ми кажа? Ми вели, со носот и устата час и половина во леген пон со вода. Па, како ќе дишите? Како бе, докторе, да дишам? Драги мои. И се вкочанувам, понекога се вкочанувам, не можам да се мрднам. Кажете. Јас мислам дека нема ништо подобро од масажот. Со масажа милиарда пати сум се обидел, ништо не ми помага. Ке се вкочанам, вака не можам да мрднам со сати. Може би тоа не ви оди од рака. Вака ќе постапите. Како прво и прво. Прво? Треба да најдете некој добар масер, нели? Добар масер да најдем. Потоа ќе го соблечете и ќе го легнете на една маса. И ќе почнете да го масирате со сета сила 1 час. Ако не ви помине, овде сум најтено.
Ja sva cijelo vreme obratno sam pravil. Ja, ma kad se soblim, kam ke leg do mene da bi masirao, nek glupav. Благодарам, доктор, благодарам. Cijelo vreme во заблуда sam živeo. Ке се обидам со тоа. Туку, што сакам да ве прашам, овој кројачов, може ли да се види? Колку ми треба? Не може да се види. Тој е сега зафатен, тој има состанок со кралицата од Гренланд. Има состанок со... Кралицата од Гренланд! Со кралица од Гренланд има состанок? Да. Затоа... Мора да е скап многу, а? Да, дојдете некој друг ден. Не ме сваќате, докторе, не можам друг ден. Зашто? Зашто треба да доведам тука една моја пријателка, разбирате? Да. Таа се запна, кога се запна, сакам да ме одменеш кај кројачот на жена ти, Јас си велам, ајде ќе одиме на други кројачи, не се запна баш кај кројачот на жена. И сега дојдов пред неа, за да видам дали жена ми се заминала, разбирате? Глупаво, ако се најдат, може да има. Ова што беше овде пред малку е вашата жена? Нашата жена е таа. И вие оставате овде да доаѓа сама! Бе, што ве гледам чуден? Имам око. Ништо не може да ми мрдне. Ништо не може да ми мрдне. Туку, докторе, ќе биде ли овој кројачот долго со таа кралица од Гренланд? Да, без друго, па вие знаете што е тоа една кралица, Ама не една знаете, силна вие кралица. проблем си има. Ама што Може да сакате? дојде рода Или ме сега. чекате, јас си одам! Фештата. Некој миг само Ја што чекам на може. скалите. Морам да ја сместам во третиот апартман. Десно. Ама нема! Пред моето величество. Тој не смета за величенствено. А може ли да знам со кого имам чест? Може да знаете. Имате чества на Тол Теодоро Бен. Мажот на господја одеш да видам пред малку. Маждот. Шармантна жена, господине. Tako je po celo telo. А како е вашата екзема? Молам? Па таа, мислам, по цело тело, со... Се извинувам, Ваше Величество, ама немам екзема. Не, господине, јас вам ви се извинувам. Ништо, Јас вам ви се Величество, извинувам. ништо, нема Јас гледам проблем. да сторив анахронизам, како што ви рекол. Ама Зека се ми... извинувам, Ваше Величество, ама немам ни анахронизам. Многу сте љубезен, господине. Ништо, таков сум по цело тело. Довидување, господине. Довидување, Величество. Довидување. Довидување, Величество. Величество, довидување. И кој ќе кажеше дека ќе ја сретам така тета сет? Вас се барам. Господин Машен. Кажете ми, замина ли жена ми, а? Жена ми? Да. Одамна си замина. Да. Рече, ако дојде мојот маж, јас сум во Лувр, таму ќе ја најдем. Не сваќате. Баш добро што е замината во Лувр, затоа што, како да ви кажам, сакам да доведам тука една моја пријателка, разбирате? Тука да доведам. Да, па дојдов пред неа да не се сретнам со жена ми. Овој пошто со Сваќате? да се кажем. Многу незгодно ако се сретнат со жена ми, може... Жена ми може да ми врати со иста мера, мисла, во Лувр, ако... Кој? Жена ми да ми врати. Бе, што ме гледам чуден. Имам око, ништо не може да ми мрдне. А освен тоа да ви кажам, драги мој Машен, да ви објаснам една работа, не да се фалам. Ама цел живот имам авантури со омажени жени. Да, не ги ни броја. Застанав кај 2750, таму некаде. Разбирате?
da vi kažem za jedna slučka. Ma kažete. Znajte što ima jedna ljubovnica, što imaš jedan mač glupav. Što? Ja pridružuvaše žena si na site naši sostanov. Ma ne može. Da, na site. Ma nemojte. Znajte što? Tamo veleše će odavka jedna gatačka, razmirate? A mađo čeka dolu, ja si gatam na kuhlice gore. Da me kuhlite u kamiju. Glup, ma. Nema glup. Pa ne sumnjaš kako je glupavi maži, pa ne. Pročem, žena mi ne bi se provela dobro da je fatamo flagranten delikt. A što, ima duel nešto, ke se tepate nešto? Ne znam da se tepam. Ama zato vedno špukam. Vedno špukam, što ga vidamo flagranten delikt. Tep! Ke ubivam sve koji paštom, ke vidim tep! Kaj ke vidaš tep! Non stop ke ubivam tep! Evo sa mene tarte marte! Tep! Ke ubivam! To god ne sam dojden na dvoru, ali zato gospodin Mašen! Gospodin Oben! Gospodin Mašen! Gospodin Oben! Gospodin Mašen! Gospodin Oben! Tu znajte li vi što vi nosam, A što vi nosite? Klijentka! Zašto? Zašto? Pa da i pravite nešto ekstravagantno, nešto polonezavo nabori su Nemojte mi perduvi. ekstravagantno polonezavo nabori su perduvi. Vi mislite što? Što? Pa što? Pa što da im napravite nešto ekstravagantno? Ajde, bilo, nemojte takvi работи, mislite samo ovako работаме, медицината моја? Što medicinata? Nešto ve sprečува da se lečite? Не реков тоа. Ама никогаш не се видело некој трговец да се жали што има муштери и што му носат. Ама не реков тоа. Току што рековте? Ама на вистина ја не ве сваќам, ја ви носам муштерика тука да и правите полонези во набори. А вие не сакате да ви дојде муштеријата. Па добро. Што? Па стварно нема смисла. Па добро сега, мислам. Сега да видам дали доаѓа. Čišće izvadi. Повторно јас! Повторно Моја видео. муштерија. Еве, господине, ви донесам едно жакетче за поправка. Какво жакетче, бе, мола Па не... видете, господине, вие го шиевте и сега треба да го поправите. Се прават нешто набори. Ама немој- Јас ќе го облечам, дозволете, Немојте, а вие бе. погледнете. Ма, бе, мола, не работиме еве, сега, погледнете не. вако, па не, како да Ајде не на работите, не може? партинка, дори тут не дошла роза. Да, се... Ама немојте, бе, мола, па сега... Ма еве само погледнете да видите какви набори се прават. Па знаете, вие го шиевте и вие треба да го прекроите. Ако јас лажам, само тоа што ќе ви покаже, погледнете. О, и пукна малце и набори. Ајде бързинка, прекројте го тоа. Погледнете какви набори се прават. Ајде, Гледате, ајде. Да ви го кројам, сакате? Ајде, па кројат цели месте, ајде, земемо, кажите штрак на бързинка. дури не ме собира, погледнете какво е. Дайте го ваму жакетчето да ви го скројам жакетчето. Ево, да ви го скројам. Ево, изтрчеш тука, дай ми го ваму жакетчето. Жакетчето, има да ви го скројам жакетчето. Ево, да ви го скројам жакетчето. Пуштите жакетчето. Господин Мачен! Господин Мачен! Извинете малку. Знаете што ми кажа за вас? Што ви кажа за мене? Треба малку да се туширате, тоа ми кажа за вас. А кој ви го кажал тоа? Кој ми го кажал тоа? Тоа ми го кажал, ако баш сакате да знаете, доктор Мулинов, ако го сте видел пред малко, тој ми го кажал. Абе, да не сте болен вие ништо ноце, а? Зашто? Затоа што сум се видел со доктор Мулино. Да ви кажам, доктор Мулино е мој долгогодишен пријател од Оволицки се знаеме. Се сретнавме случајно, ја иде по улица. О, здраво доктор Мулино, здраво, што има, но треба
Маше малку да се тушира. Има бумбарче во мозокот, тоа ми каже, ако баш сакате да знаете. Од толкачки се знаеме. Ние со години се знаеме со доктор Мулино, ако баш сакате да знаете. Јас сум бил болен. Случајно си се сретнавме. Така, си поминал, о, браво, добар ден. Како што има ново, ништо нема ново е. Кој е? Роза! Роза, ми аморе! Господин Машен! Еве, господја Сена Мигре, која толку многу ви расправя. Разбирате, господја Сена Мигре се од највисоката аристократија, од булеварот Сен-Жермен. Да, пријателе мој. Кажи ми, Всушност, душичке гледате, моја. моите кученца многу сакаат да прават пипи долу си пред зградата. Да. Сакаат пипи. Прошетајте ги малку, па качете се веднаш горе. Мајки, лакамо. Не можам сега да шетам кученца, па што ќе каже народот? Вие нешто рековте? А, реков ќе ги прошетам, ќе ги Шики уба. Роза Вртелешка. Какви средби се случуваат во животот. Тебе што те запозна во латинскиот кварт. Да, И тоа го положили оној фамозен докторат. Како што гледаш, Роза, како што гледаш? Гледам. И ти стана кроја. Тоа е да се истакна во нешто бе злато. Како доктор да лекува болни, тоа е банално, ама како кројач, тоа е... Тоа така шик. Тоа така шик. Види, нема потреба повеќе да викаш така шик, не сум повеќе шик. Не си? Да, сега сум уреден човек, сериозен, здобен. Тоа беше во латинскиот кварт, мислам. Супер! Да. Не си кога што те запознат по друго име, освен тоа. Како се викаш? Машен. Како? Машен. Машен. Мај глупо тоа име. Машен. Добро, ако ти не си повеќе шик и убав, и јас не си повеќе Роза Вртелешка. Како не си повеќе Роза Вртелешка? Се омажив. Ти си се омажив? Не можно. Се омажив за една тиква. Нема потреба да ми кажеш тоа. Така што кога се земавме, по 2 дена еден месец, јас го напуштив за еден генерал. За генерал? Каде го најдове По генерал? паркот Илјари додека маш ми отиде да си купи цигари. Нешто ми расправа за некоја сличка случка. Кој го направи овој шум? Да немаш некој животно дома? Леле, ако имаш некој животно дома, тоа така Кажи ми за мажот ти, не си го видела, не си го видела повеќе? Не. Тој ми послужи само за лансирање, За лансирање. така што... Чекај, Роза, Сена Роза. ми гре, така што кога бев лансирана, јас го напуштив... Сузана, да ви објаснам. Да ви објаснам. Која мадама? Смевате се луѓето? Не. Не е тоа што вие мислите. Јас видов нешто, бе, Не. страшно. Вие се познавате? Не, Сузана, не е тоа што... Која мадама? Ова е касирка, нервно е болна, не Нервно е болна обрнува е касирка. внимание многу добро. Сузана, не е тоа што... Драги! Кога е човек љубовник на својата касиерка, најважна работа е да ги избегнува пред муштарите с личните глупости. Ај сега и љубовник на касирката, види сега, Роза, бе молам, ајде да се... Која касирка? Никоја касирка. Која касирка? Вие нервно разстроената касиерка. Ништо не зборува таа за вас. Сузана, да ги објаснам, да. Господјон, Роза, момент. јас сум си жена на своје место, го збегнавме мојот кројач. Тоа барем мене немојте да ми го кажувате. Ма не може. Да. И да ви докажам дека јас сум си жена на своје место е фактот дека јас сум си тука дојдена со својот маш. Девојче, Со вашиот маж? Со мојот маш. кој твој маш? Баш би сакала да го видам. А ќе го видите, тој е долу до шета кученцето. Како кученце да ме? Анатол злато! Анатол, споре малку, ма ќе дојде. Анатол! Лом ме направи твојот Дали имаш ти памет? Сметно на Анатол, ван, еве една господја што не се да верува дека вие сте мојот маш. лом ме Еве направи. господја, тој е мојот маш. Радуе, Ете така. здраво. Знаете, баш ми е драго што се познавате. Анатол! Сузана! Анатол! Анатол!
zlato moje. Što je ova? Ništa ne, ko je, što ova? Sakam razvod! Sakam razvod! Čekaj me sudanče, zlato Ne moje. sakam ništa razvod, sakam, vodi me na sud! Ama nemoj na sud, već ćete me svere nekako. Na sud! Ne sakam, poveki da te vidim! Nemoj me zlato moje, zašto ne? Trni se od mene! Gledaj što mi napravile, Sudana! Na sud? Nemojte. Rosa? 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 Zlato? Rosa? Rosa? Majka mi bi trebalo uštede, tu kao... Ivo! Čekaj, Zlato! Čekaj! Žena, bo ne govite, pregradki žena! Čekaj me, Zlato! Čekaj da ti objasnim! Čekaj me, Zlatove! Zlatove! Žena mi! Marš mi. Stop! Ti tuka, koji te pušti tuka da dođeš da si normalna? Koji te pušti? Koji ti reći? Господинот е загрижен. Ма јас го разбирам тоа. А добро му велете на господинот, еве помина една ноќ по балот во операта кој не му донесе среќа. Ма како што се одвива работата требаше да се мисли на се. А господинот требаше да ми каже Етиен, вака и вака работа, јас одам на бал. Во тој случај, јас ке легле во креветот на господинот. Во мојот кревет ке легне. Јас не се гадам од вас, господине, само ќе ги сменев чатшафите и тоа ќе беше се, злото ќе беше скриено. Каде може да биде жена ми? Каде може да бидеш? Преска целата послуга исто се прашува. 24 часа ја немаме. 25 часа. 25 кога? Помина. Господине, да се погрижите вие тоа некако да се сведи, јас мислам. Како да се погрижам? Некако да се погрижите, јас мразам кога е тажно и мачно. А ја не мразам кога е тажно и мачно. Јас сум чувствителен човек. Јас страдам и не го сакам тоа. Некој звони, ајде. Па ништо. Што ништо? Никој не може да влезе додека јас не му отворам. Етиен, одете да му отворете рајта. Да, веднаш. Да сум со жена ми, не сум тука за ниједна друга. За ниједна друга. Па да, ако дојде може. Само за папа. Стоп. Ама немојте да ме говорите тоа. Ама немојте. Ајде те бе, мола. Тука ми се Ма како кога вратарот ми рече дека е тука? Ма мене господинот туку што лично ми кажа дека не е дома, тој сигурно поновно знаел вратарот ми се мола. Да? Е, па тогаш кажете му дека е тука господин Обен. Тој ми рече дека е тука само за папата, а вие не сте папа. Сега за сега, утре не знаеш што ќе биде. А освен тоа имам еден неодложна средба во врска со мојата жена. А тој не сака да види никого во врска со својата жена. Зошто не сака да види никого во врска со својата жена? Зошто? Зошто? Тоа се тајни што не треба да излегуваат од куќата, ви се молам. Тајните се само за господарите. И за послугата на пол. А гледате, бил мој господин, јас сум еден дискретен човек. Да? Ете, вие, например, би ме прашале, Етиен, дали е вистина дека во пракот на господинот нешто се ниша? Каде ја помина господинот минатата ног? И дали е вистина дека оваа вечер, а да бодата уште посериозна, и дека господјата се уште се нема вратено дома? Јас би ги одговорил, мил мој господине, не! Не! И не! Да. Значи, господја Мулино се нема вратено во своето гнездо. Како узнавте вие за тоа? Се ове гледам будала, па вие ми кажавте. Јас? Будала човек. Безобразен. Јас сум го. Не се вратила исто како мојата жена. По вчерашниот скандал, значи јас не ја видов. Тоа е неверојатно.
Веројатно. Значи, и господјата на господинот се нема вратено дома. Како вие за тоа разбравте? Па вие ми казате. Безобразен ни еден, безобразен. Ама тоа нема да трае, нема да трае. Знам јас дека е ова време за неизин лекарски преглед и затоа дојдов. Ништо. Вратата за вашата господја вечерва е затворена, како и за сите други господи, така што господинот нема да ја пронајде својата господја. Некој звони, се извинувам. Војка си од мене, не разговарам со слуги. Немаш што, мора да се објаснам со жена ми, мора. Вака, ќе кажам, Сузана, злато моје, љубов моја, непрежалена Сузана. Не, ќе молчам, ќе си се бранам со молчење. Добро ми текнува, ќе молчам. Господине, ве советувам да си одите, тоа се господите. Кој господи се тоа? Ма господјата Мулино и незината мајка. Господја Мулино му се враќа, а? Ти има среќа се никако... Господинот Мулино, дека јас, госпоđа Егревил, сум тука. Која господја Егревил? Кралицата од града! Господинот веднаш ќе биде известен. Господја Егревил, тоа малко не е јасно. О, господине. Добар ден, Добар ден. се извинувам. А вие не сте Што повелете? кралицата од Гренланд. Јас, кралица, сирома. Му се враќа екзема. А гледам јас дека грубо сум се излажал. Како мола? Ништо, гледам, што имате вие муавет со докторот. Имаме. И Имаме. згодна И тоа како? женава на докторот. Значи, Ивон, како што се договоривме, јасно? Да, мама. Без попуштање. Да, те молам. Да. Мој, па ти не знаеш во какво неспокојство ме оставиле, Злато. Па кај си ве Назад, цела ноќ? господине! Молам? Назад! И не залажувајте се дека сето ова ќе мине туку така. А не, драги мои зете. Јас знам какви должности се поставуваат овде пред мене како мајка. Значи, драги мои зете, бидејќи сте вие таков каков што сте, јас се ја доведов вашата жена. Добар потек. Назад, ние обете долго размислувавме и еве што одлучивме. Помеѓу вас и вашата жена нема повеќе ништо. Прво мислев со ќерка ми да се повлечеме кај мене, па така оваа ноќ ја минавме во Гранд Хотел, соба 432 на 4-ти кат, цел Парис не виде, драги мои зете. Не е убаво да се биде предмет на озборување и затоа мојата ќерка ќе живее овде под ист покрив со вас. Одлично, најпосле да си бидам сам со жена ми. Да, само и јас ќе живеам со вас. Како молам? А кој ќе биде, молам, не советник и бранител? Ама весело ќе видите. О, ние наполно ќе се разделиме, драги мои зете. Апартманот по половина. Ваму за мажи, ваму за жени, салонот, молам, заеднички. Салонот значи за преговарачите, а? Јас така сакам да го средам нашиот живот, за најпосле да има мир во оваа куќа. Бе, драга те, што како само се сетите на ваков ингениозен Па, план. се сетив. Ова е лудост! На крајот на краиштата, Ивон нека ми каже што ми префрла, а не вие да ми кажете. Колко образ имате, господине, не врашувате што ви префрлувам јас. Нема образ, Господјо, злато вам не мое. изборувам, ако може. Ивон. Пред себе молам бидете поучтив со мајка. Да. Па тоа и за вас двете се однесува. Како? Ве Молам. среќавам еден кројачки салон глава до глава со една жена што ја држите во вашите прегради. Пардон, главата не беше моја? Која? Која глава? Чија? На жената току што ми ја препуштија? Како? Ви велам дека вие ја стегавте во вашите приградки да се чувствуваше лошо. Па се чувствуваше лошо, бе, Злато, тоа тебе не ти зборува доволно дека јас како доктор морав да помогнам таму. Тоа зборува дека вие трчате под кројачка. Да, а нам не ги Чекај, представувате не, како ваши пациенти. Да, пополека, браво. пополека, тоа е друга работа. Браво, злато мамино. Пополека. Тоа е друга работа. Тоа е друга работа. Жената што вие ја видовте е тајна на господин Обен. А оваа вторава е... Чија жена е? На господин Обен, што зборам јас сега? Па тој тогаш значи е двоженец. Не, бе, нема начин да се разбереме. Нема начин. Нема. Ама не. Мислам, вие ги замешавте сите работи. Јас. Вие се сплеткате во нашиот личен живот. На крајот на криштата, јас не се ожених со вас, туку со жена ми. И мислам дека имам право да останам насамо со неа. Не залажувајте се дека ќе ве оставам насамо со мојата Ивон, кутрото мое детерце. Па тоа е во вашите мрежи. Во моите мрежи, во моите преградки, леле, големи зборови. Ви велам дека сакам да си оставам насамо со жена и мислам дека имам право на тоа втор пат го кажувам ова. Немате.
Мом? Nemate. Dobro, Ivon. Mama, Ne, nema sjeti problem, se za nema to što go bara, za da ne može posle ništa da Ne, nema problem, O, nema. Ja s tebe dobro te poznam, to je tebe vednaš ke te smota budoće. Nema, sigurno? Nema sigurno. Dobro, dobro Ivon. Dobro će ve ostavam nasamo, samo za da ne zboruvate deka se mešam. Ама се мешате, Ti, мама, се Ivon, мешате. vnimavaj i nemoj da mu veruvaš ni zbor. Znam, Volam, jasno? Znam, jasno, znam. Ивон, Злато. Да бих заборави дека имаш мајка, веруј ми мене. Те мо, Злато. Па тие две жени бе што ги збори. Па тоа се тајна на господин Обена, не моја. Da, сега е лесно тоа да го зборувате. Па Злато бе, кога би ти кажал дека таму бе викнат за една многу чудна патологија на споредбената медицина, научно е тоа, Злато бе, што да ти го зборувам кога не го разбираш ти тоа. Ама јас го напуштив експериментот токму во моментот ти кога влезе таму бе, Злато. Завършихте? Не сме завршиле, кога не, ќе не. завршиме ќе ме викнеме. Нали? Па тогаш ќе се повлечам во нашиот дел од апартманот. Гледање во вашиот дел. Ивон? Da, mama. Ни збор. Ни збор. Јасно? Ни збор. Довидување, драги зете. Како да ви верам? Зошто бе, Злато, како да Како ме... да ви верам кога вие мене ме мам? Јас те, ма? Да. Чекај, бе, кој ти го кажал тебе тоа? Мајка. Мајка ми! Е, па не е причина да не ми веруваш поради мајка ти, бе, Ивон, бе, Злато, бе. А дали би се заколнала? Ма не ме терай да се За кулам, да не може. угледам мајка ми, Не може. ќе ремонт само истината. Добре, бе, Злато, ама што ми правиш? Се колнам дека се ова е вистина, ништо друго освен вистина и само вистина. Ми веруваш ти, бе, Значи, се? жената со која ме видов, вие не ја познавате. Абе, Злато, тоа значи ако ме видиш уште еднаш, можеш да мислиш што Жената на сакаш. докторот. Што сакаш можеш да мислиш. Не ми се верува. И кој ми кажал? Добар ден! Тоа сум јас, ништо не сум видел, ништо не сум чуo. Добар ден, да ви ја представам господја Мулино. Знам, ја видов пред малку. Значи опасен сте, многу сте ми се навиле. Да. Не го очекувам ова од вас. Па ова е челупник. Мадам. Ќе експлодира са бомбата, ќе каже Да. глупост нека. А, Каже глупост. кажете ми, го почнавте ли вие фустаната жена ми? Не говориме за нешто друго, во парламент бевте денеска? Како пустен Ништо пријател? ништо, хомеопатски со струја внатре болнички, за жена му нешто, научно е тоа, Злато не се разбираш. Чекаме, Злато, што сум литавно бе, што ми правиш такви работи? Хомеопатски со струја внатре, што се е тоа? Чекај, седи. Зошто ви ми правиш бе вакви работи? Зошто ви денеска на колено, не ме тераше? Не тераше? Господин Машен! Не тераше на колено. Докторот доаѓа! Што сакаш? Господин Машен! Мој душа на Господи, мажор доаѓа! Машен! Господин Машен! Господин Машен! Машен! Господин Машен! Машен! Господин Машен! Тие се прекрасни! Господин Машен! Машен! Леле, Господе! Леле, сега ќе биде страшно! Тоа е бесен! Забавлува сум таму, леле, не можам да гледам крв! Не можам крв да гледам! Добар ден. А вие не ми велите добар ден? Добар ден, добар ден. И тоа е се? А како сте вие, господин Машен, а? Добар? Маше? А зошто те вика Маше? Па Машен се... Па затоа што не е добро воспитан, ете, затоа така е. Како не ти е срам бе тебе бе? Маше, Иво! Мајка ти те вика нешто, мислам дека ми се слушна така. Мама? Тие се прекрасни. Да, прекрасно. Човеков е тотален глупак.
Кажете ми дека малку им попречивме. Малко им попре. Веле, Господе Боже, па во кој век живееме ние? Тие се многу љубезни. А ете се љубезни. Тој нема никакво морално чувство. Драги мој, Да. видите, јас не сум демоде. Молам? Велам, не сум демоде, нели? Ама не разбирам како не се нагледувате жена ви. Жена ми? Да. Што зборува тој за мојата жена? Па, дајте ми време, јас вчера туку што ја пронајдов. Ај ја пронајдовте, а? Да. Треба да ви кажам дека таа мене ме напусти. За кројач? Не. За еден офицер. Молам. За еден офицер. Долго време ја барав. И кога веќе изгубив надеж, ја пронајдов. Што мислите, во чии раце ја најдов? На господин Машен, така? Точно. Од каде знаете? Имам око, ништо не може да ми мрдне. Да, ма. Кога ме виде таа, ме плесне убаво и јас сум задоволен. Да. Те па не задоволен. Бог пак. Ништо, си зборувам ја така од време на време сам со себе си имам такви некои губаци. Како ли ќе се изненам сега, кога ќе му ја представа мојата жена? Дали кројецот или докторот? Драги мој! Јас се извинувам што бев така нељубезен. Ништо, ја го разбирам јас тоа, да. Господин Машен, нале овој уште тука. Се извинувам, ама треба нешто хитно да зборувам со господин Па Машен. добро зборувајте, не стеснувајте се пред мене. Се извинувам, ама тоа е нешто лично. Одлично. Пардон. Како не ви е срам? Пардон. Како не ви е срам, матор човек? Господин Машен, нема многу да ве гневам, јас само сакам да ви кажам, вие на жена ми да ја кажете дека Роза е ваша љубовница. Договорена работа. Не можам да ви го кажам. Ма што ви пречи? Па само жена ми, јас и вие ќе знаете и никој друг. Тоа е доволно. Машен, не молам. Немојте, ве молам, немојте таква работа да ме Што? Не, сакате на колена да паднам. Немојте ме такви работи, Саша. Па се не молам, ја оставај, не ме напредувам. Ајде станете веднаш. Па не можам. Да се обратите на некој друг. На кој? На тој. На тој? Па на тој. И вие верувате дека Господја Мулино нема ништо да каже? За тој. Ништо нема да ја засегне. Ајде, Господе Боже, како морал. Мене? Вас, ајде, стави. Берете? Господине, јас би ве замолил за една услуга. За една огромна услуга. Ако е за пари, сега сме при крај на Не месец. за пари, не се работи за пари. Се работи за љубов, се работи за страст, за авантура. Разбирате? Олела! Олела, ма жена ми ме пати со љубовница. Тоа е многу глупаво. Многу глупаво е, мал збор, ептен многу глупаво е. Ептен. Ај. Знаете што, јас сакам да ве замолам, вие знаете жена ми, така? Жена ми ја знаете ли? Ај. Жена ми моја ја зна... Олела. Нормален човек. Добре бе да предпоставиме дека ја знае. Еве, сигурно ја знаете жена ми, кога ќе ја видите, јас ќе ви ја покажам, вие да кажете дека господја Сена ни Гресе ваша љубовница. Може? А? Може? Слушате ли вие? Што барате од мене? Знаете ли вие кој е тој? Не знам. Председател на повеќе друштва ќе треба да се издаваат апартмани кај вас, знаете колку? Да? Да, ајде да прифатиме. Обен. Прифаќам. Прифаќаш. Тоа нема ништо да ме чини, не. Ма не, апсолутно, тоа гратис од мене ви го давам. Кажете ми, Што? таа е убава, не? Која? Ау, знаете колко многу е убава така. Коковче, ама како кукурика да знае. Ама што ви зборувам на памет, чека, јас имав тука една нејзина фотографија. Знаете што? Да. Вие може да ми ја покажете на жена ми фотографијата за поголема веродостојност, па ќе дојде... Што?
Gospodja Ben. Suzana! Suzana, zlato moje neprežaljeno, ja tebe te čekam su netrpenije. Вие сте тука? Тука sam, dušičke moja, te čekam tebe. Тогаш и аз ќе си одам. Ама не, čekaj, Suzanče, da se objasnime kako možda... Нема што да се објасниме, јас ви реков дека тоа ќе го направиме само на суд. Ама nemoj na sud, žene. Nemoj na sud, Suzana. На суд? Suzana, zlato moje, nemoj na sud. Nemoj na sud, Suzana! Suzana, dušičke moja! Ti mene mi iznenadiš sa jedna žena. Da. Ja stvarno priznavam. Da. Priznavam mi iznenadi. Ama ja ne znam ta žena. Ta žena je na... Kako ne znate, ne moja Na onoj gospodine ta žena. Na ovoj gospodin Na tuka. ovoj gospodin? Da. А другиот Ne, na ovo. Aj, pokaži ja fotografijata, сега je prav moment. Gospodja, Василе! Žena mi! Dođe, žena mi! Анатол, твојата љубов. Господа! Dozvolite mi! Dragi moj! Dozvolite mi da vi ja predstavim! Pa što imate je ovdje ne slušati? Može mi ne razgovor. A može. Gospodjo, če sakate li da mi dozvolite da vi ja predstavam moje Не ме познав, Господ. Molim? Какли? Ne, može mi traja ne razgovor. Gospodarkата, момент душичке. Gospodjo! Če sakate li da mi dozvolite Ау, вие da vi ja сте predstavam... тука. Pa to ги минува сите граници. Gospodje, kaj отидоте? Тоа мене ми се случува секој ден. Ау, и вие ништо не велите? Како ништо? Сега. Каде сте, каде побегнавте, каде исчезнавте? Дојдете. Опа, на здраве. Kako to je da? Ajde da ja pokažem da je fotografijata sa žena mi ama. Сега. Ne se, kako dođaš u mojava kuća, pa ti si luda! Što sam jaz? Luda! Luda! Jaz sam se tuka dojde da se svoj maš Su koji tvoj maš? sa bacinice. Tira me prvo da idemo pakal. Šok me! Šok! Ne! Што му е на ој? Што е зборовена жена? Slušam ja što je izborovana žena. Етиер! Не, доволно беше. Сумаше да ни донесете само вашите кројачки во нашето домашно. Кројачки ме са su kakvi kројачки? Господјава. Čekaj me sa. Nego, gospodjava. Мама! A ne! Pardon se izvinuvam! Ako zboruvate za ova gospodja, ko maršite sakate da znajete je moja žena. Kako? А господјава е моја жена. Негова žena! Ве молам да внимавате кога зборувате за неа. Da. Негова žena! Evo ja sam dodao fotografija, lelele. Se izvinuvam! Se izvinuvam, što je prekinuvam ovo i taka romantičan. No ako može da mi go Ne potajite, može. go vraćam neoštetan. Ajde, buci. Ako se sjećavate pred malkuta koja se razgovarame, ja mi dalo jedna fotografija. А, да. Da, ne mi je duplikat, može da mi je vratite, a? Ne mora ni njega. Таа личи на жена ми. A ima isti uši. Таа личи на жена ми. Видете колку личи на жена ми. Душичке, ова многу личи на тебе. Сврте од другата страна. Не да не личи, туку нема врска. Не да не личи, нема врска. Значи таа навистина е негова жена. Така? Pa što ti povtorujem ja cel čas i polovina? A imaš sreća što imam široka duša i meko srce i se ti prosnuvam. Али ќе ми простиш? Немој да ми бараш прошкао, ти било премногу злато се. О, глупави! За среќа што јас сум овде. Se razmira i jas. Инаку тие уште утре пак би почнале. Мажле, мој драги. Mažle? Ma čekaj, mažle? Mu kažem mažle? Dobro ne, mažle. Ma čekaj, pa vi jeste doktor Bulino? Па тоа е твој појавојте. Glupako, znači to je tvoj podjavoj. Ja smo cijelo vreme mislim neka se krojac! Krojač? Pa pet krojač. Всушност, Da vi objasnim, tetka mi je krojačka. Теtka ми. Da.
Pa trebaće da kažete? Не беше можно. Zašto? Од фамилијарни причини. Zašto? Там е вистинска тетка. Prva kategorija. Programa